Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија. И се разбира ќе ве поканам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение со прекрасната Христина Цветковска, ќе зборувам ова утро, која што е јога инструктор. Од неодамна има нови термини во кои што може сите вие да се вклучите, но најпрво ќе ни објасни за каков тип на јога станува збор и сите оние прашања кои што се поврзани со оваа тема. Христина, добро утро. Добро утро, Цеца. Најпрво ти честитам за новата група која што неодамна ја отвори. Се надам дека има се уште место што го снимаме, нели, овој прилог за да ги повикаме сите кои што имаат интерес за јогата, но најпрво кажи ни за каков тип на јога се работи. Ти благодарам. Јогата што јас ја држам е кундалини јога и е јога на свесноста. Термините се секој понеделник од 19 часот и има место за секој што го чувствува повикот да ни се приклучи. Почнав со нов двомесечен циклус, кај што ги обработуваме чакрите, чакрениот систем, односно нашата енергетска анатомија. И конкретно кундалини јога е јога која што мене ми го има многу променето животот, бидејќи успеав преку неа да стигнам во допир со длабочината на себе си, во момент кога посакав да истражам што носам заробено и заталкано во мене можеби, што имам потиснато, зошто се однесувам како се однесувам, зошто реагирам на одреден начин, пошто секој од нас содржи толку уникатен спој од внатрешност, као душите наши се многу уникатни и како јас реагирам на нешто и како ти реагираш на нешто може да биде сосема различно и многу е убаво кога можеме секого да го погледнеме во очи и да видиме што носи секој во себе, со сочувство и со љубов. Така што едно од најглавните душевни придобивки што јас ја добив од кундалини јога беше да прифатам, да препознам прво, да прифатам и да сакам. Како изгледа еден час, ајде ќе кажам, со кундалини јога? Најчесто часовите се состојат од сет на вежби, кои што се нарекуваат крија. Имаме елемент на шавасана, односно после криите, имаме мала интеграција, што е најчесто со лежење на земја. И имаме, потоа следи и медитација. Мислам, ова е само стандардната шема и структура, од ова може да има многу варијации, меѓутоа во принцип имаме дел каде што го даваме од физичкото, за да може да се поврзиме со малку повисокото во нас, као со посуптилното во нас. Кои се најчестите прашања кои што еве ти како инструктор ги добиваш од лицата кои што првпат се соочуваат со кундалини јога? Најчестите прашања? Па немало некои конкретни прашања за колку е ова, како е ова, као структурно. Многу често јас стварно сакам и целта содржање на часовите ми е да отворам простор, да дојде секој што сака да се почувствува целосно себе си и да биде целосно, да го чувствува овој простор како безбеден, да биде целосно свој. Значи, ако сакаш да пуштиш сол, запушти, ако сакаш да пуштиш крик, што и да побуди тоа во тебе, као пошто тоа е моќта на вежбите на самата јога, као што и да се пробуди во тебе, да имаш безбеден простор, да го ослободиш. И да. Кој ти беше најголемиот повик за да почнеш воопшто со јогата и дали директно почна со кундалини јога или имаше некои други типови кои што ти беа поинтересни во тој момент? Кундалини јога ме најде мене. Ова секогаш сакам да го кажувам, заради тоа што навистина во моменти кога длабоко во себе, мислам дека во тој период ја чувствував оддалеченоста од својата душа и мислам во некоја така како екзистенцијална криза на идентитет бев. И се што знае во тој момент за себе е само дека сакам да помагам. Не го знаев начинот, не го знаев патот, ама длабоко во себе само знаев дека сакам да помагам. И во тој момент буквално само влезе кундалини јога. До тогаш имав 2 пати пробано јога по дома, нешто како јога for sleep, и вториот пат кога го правев успеав да направам плук со нозе позади и солзи протекоа сами од мене. И мене тој момент ми беше, сежам и сега друго кажувам, мене ми беше многу откровение. И по некое време кога го видов повикот за кундалини јога, и реков јас сакам да го пробам ова и само отидов, го пробав и не прекинав веќе 2,5 години. Заминав и на обука и на втор модул и само сакам да продолжам да го следам овој пат, бидејќи навистина мојата душа се пронаоѓа многу тука. Да, се гледа навистина по начинот на кој што зборуваш за сето ова, затоа има многу прашања, немаме доволно време сите да те прашам, но еве кој се може да ја посетува овој тип на јога? Има ли некои, не знам, предиспозиции, нешто што треба некои услови да ги исполнува или дали можеби треба претходно да има некакво било какво искуство со јогата?
па тргајќи од мене, што воопшто немав никакво искуство, апсолутно за секого е, секој е добре дојден и прилагодливо е, као зависно со секој со какви, можеби некои физички пречки или било што, секој што може да дојде, има начин, се додека има волја. Да, значи нема некои вежби кои што не знам стриктно бараат одредена физичка подготвеност, туку некој кој што навистина се чувствува дека ова е тоа за него, треба да ти се обрати. Апсолутно, побитно е на душевно ниво дали го чувствуваш повикот за кундалини отколку на физичко, бидејќи физичкото така ги надминуваш лимитите за многу работи, буквално тој час што го опишав сега, плугот кога го направив и солзите кога протекоа, јас никогаш немав дотогаш помислено и верувано во себе дека јас ја имам моќта и силата физички да го направам таа поза, да ја држам. Добро, значи нема старосна граница исто така за посетување на јога часови, не треба никакви, не знам... Моментално имам 60 годишна жена на часови, е Браво. прекрасно. Чувството да гледам човек кој што е во таа возрастна група, која што е желна да учи, да прима и да искусува. Да, одлично. Имаме уште многу кратко време, затоа за самиот крај уште еднаш да ги повикаме сите оние кои што сакаат да бидат дел од твоите часови, се додека има отворени места. Во моментот кога ќе се емитува, се надам дека ќе има, ние ќе го пуштиме најскоро што можеме, но уште еднаш да ги повикаме и каде може да те најдат. Секако. Студиото во кое што овој магичен простор во кој што вежбаме се нарекува Ади Шакти, може да не најдете на Инстаграм или мене на Инстаграм Кике Цветче, за контакт најдобро за пријавување на часови и таму најмногу имам апдейтс, објавувам новости за секој следен час. Во секој понеделник во 19 часот. Имаме, студиото нуди и многу други типови на јога, имаме уште еден термин со кундалини јога, тоа е во среди, во 19 часот исто, така што има голем избор, секој што сака може да разгледа и ако го чуе повикот е добре дојден. Одлично, ти благодарам многу за овој прекрасен разговор и јавно ќе те поканам следно да ни дојдеш во студио. Секако, со задоволство прифаќам. И ви благодарам на оваа можност и што давате шанса да се шири овој добар збор.